По истекот на рокот за пријавување во четврток на 30 јануари ќе заседава комисијата што одлучува за неуспешните во Кочанскиот спор за 2019 година. На адреса на општина Кочани како организатор на оваа традиционална манифестација пристигнати се 8 пријави од 8 спортски клубови. Пријавените конкурираат во 4 од 5 категории: најуспешен спортист на Кочани за 2019, млади спортски надежи, најуспешна екипа и тренер. За најдобар спортски работник нема пристигнато предлози, но во оваа категорија предлози може да дадат членовите на комисијата. 9 спортски имиња од 5 клуба од Кочани ќе конкурираат за спортист на годината. 8 екипи предложиле 14 кандидати за млади надежни спортисти, 3 екипи ќе се борат за признанието најуспешни во 2019, а за тренери има 5 предлози. По одлуката на комисијата ќе се договори терминот за доделување на наградите, кој начално е најавен за првата седмица од февруари. Лани за неуспешен спортист беше прогласен Тоша Антов од планинарскиот спортски клуб Осогово, кој во 2018 година ги искачи врвовите Гранд Парадизо 4061 метар и Пунта Пенија 3343 метри во Италија, а титулата спортист на Кочани за 2017 ја понесе репрезентативецот каратистот на Кочани Љубомир Давидков за екипно трето место на Балканско првенство во карате.